Почитувани мој, добар ден. Ова е празнично издание на Црвена линија, во кое што верувам дека и денес ќе ве има во голем број. Пред се ќе потсетам дека денес се чествува и празнува Свети Климент Охридски, еден од првите средновековни словенски светци, научник, писател и просветител на словените, секако и еден од најистакнатите ученици на Кирил и Методи, што заедно се поврзуваат со создавањето на глаголското писмо и кириличното писмо. А зашто ќе говориме денес? Бугарскиот пратеник Костадинов изјави: Македонија е втора бугарска држава, односно треба да бидеме една држава, која ќе се протега од Црното море до Охридското езеро. Министерот за надворешни работи на Бугарија Николај Милков вели: бугарскиот пратеник Костадинов не е официјалната позиција на Бугарија. Дуваат ли нови ветришта меѓу Македонија и Бугарија? Денеска Македонија и Бугарија заеднички го одбележуваат Свети Климент Охридски. Пофалби има кон Историската комисија, но и кон бизнис форумот помеѓу Бугарија и Македонија. До 1 милиарда и понатаму, дали бизнисот треба да ја стави историјата во втор план. Ете за тоа ќе зборуваме денес со вас, а секако ќе ве потсетам задолжително да не заследите, ако не сте го сториле тоа, на Facebook се разбира профилот Црвена линија и се разбира профилот на телевизија Телма, каде што ги објавуваме нашите теми. Но она што топло препорачувам да бидете дел од Инстаграм семејството на Црвена линија, бидејќи и денес на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе бидете во можност да го дадете вашиот одговор на нашата денешна анкета, која што гласи: дали ни се задоплуваат односите со Бугарија? Да или не? Ќе побарам секако и да видите како изгледаме на Инстаграм стори. И ете, така е, кога ќе кликнете на Инстаграм стори, читате анкета дали ни се затоплуваат односите со Бугарија и одговарате или со да или не. Секако подсетувам за оние кои што можеби се уште не знаат, резултатите ги објавуваме таму некаде по рекламите. А она што сакаме да слушнеме, тоа сте вие, драги мои, 02 307 0005. Телевизорот намален, тонот до крај и секако јас и вие зборуваме само преку слушалка. Одиме со вклучување на првиот гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Па вие сте дел од Црвена линија, со вас почнуваме и еве прашање до вас, дали сметате дека ни се затоплуваат односите со Бугарија? Јас се радувам ова мирољубива политика што ја води Македонија и Бугарија, одат на затоплување на бугарско-македонските односи, со тоа што еве и некои видовме имаше делегација на чело со министерот за външни работи во Македонија, каде што се склучија неколку договори, бизнис договори. Не е тоа само така, само да кажеме дека со Бугарија имаме добра размена на економска размена во поглед на тие стоки и услуги. Затоа јас се надевам дека Македонија не да ги затоплува и мора да ги затоплува односите. Не можеме ние со комшите да водиме рат, а тој рат знаете каде води. Води во недобри работи. Затоа јас ги поздравувам сите македонци, му го честитам денески Свети Климент Охридски, кој е наш патрон, празник. Тука еве заеднички со бугарите положија вчера венци на Свети Климент Охридски и така да јас се надевам дека овие сите препукување помеѓу овие националистички партии како во Македонија, така во Бугарија ќе спласнат и на некој начин Македонија и Бугарија ќе се најдат на исти колосек за да го градат заедничкиот интерес. Ви благодарам многу. Благодарам и вам. Сега ако продолжете да не гледате, а веќе веднаш ќе вклучиме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Добар ден, ви посакувам убав ден и го честитам празникот Свети Климент на сите граѓани во Република Македонија и што се надвор во целиот свет. Да ви кажам, моето размислување е вакво. Јас мислам дека не треба овој свет празник, Климент Охридски, да го празнуваме со Бугарија, бидејќи Бугарија и Македонија се земја сонце. Пријатен ден и се најбол.
Тоа би било се во ред. Благодарам многу. Секако продолжете да не гледате и ве гледате. Имаме и гледачи кои што се покуси од нивното време траење на излагањето кое што изнесува 90 секунди. Ке потсетам за оние кои што ќе се вклучат наредни, внимавајте на тајмерот, го објавуваме на екраните, мерете го своето време автоматски да не изгледа дека ве исклучуваме. И добар ден за новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Јас само ќе потсетам дека на 02-307-0005 активни се 5 линии, така да слободно завртете го бројот, намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, тоа ни е најважно и се разбира, вклучете се во денешната тема и дискусија. Јас ќе се обидам уште еднаш. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Најверојатно... Добро вечер. Добро вечер. Добар ден, дали ме слушате? Вие сте во црвена линија. Да, јас ви слушам. Ако сум ја на линија. Да, вие сте и тоа во црвена линија. Повелете. Македонија и Бугарија го одбележуваат Свети Климент Охридски. Па воа е Охридски, не е Софијски или под некое друго бугарско име таму во Бугарија се знае. Вие македонец, име е Охридски. Не може Кавадаречки да биде српски, ако е од Кавадарци и да се прозива Кавадаречки или Тиквешански или што ја знам Неготински. Се знае ако е надимак има Неготински, од Неготино е. Не може да биде од Софија па да биде бугарски па заедно. Оние што немат нивна историја, немат нивни предци за некоја историја или за азбука или за било што нешто, па за тоа сакат нашата историја да ја имат. И со тоа они треба да бидат, да се помакедончат, а не ни да се побугариме како они што сакат. Затоа што се од нас зимат. Гоце Делчев бил нивни, Свети Климент бил нивни, Кирил и Методија биле нивни. Ами, тие се македонци, се знае, од тука, од Македонија, од Охрид, од Струга, од вие нашиот крај, не од Софија или од некој друг град таму бугарски. Така да, бугарите треба да се помакедончат. Таму има македонци и нема бугари во Бугарија. Тоа е се македонци и треба да ја прифанат вистината, за да прифанат да бидат македонци, а не нас да не терат ни да се побугариме. Благодарам многу што земавте учество и ги искористивте своите 90 секунди. Вклучуваме веднаш и нов гледач. Добар ден од црвена линија. Ден почитуване, водителке. Па еве, според вас, дали бизнисот треба да стави историјата во втор план? Па, треба да стави. Ја мислам, треба овакво да се смириме, да ја смириме топката и да идеме напред. Историјата да ја оставиме на минатото, дека минатото носи и све негативности. Ја загрозува сегашноста и иднината, поготово на младите. Јас сум со широки поглед. Би сум ја спојал и Македонија ако треба и до Јадранско море. На Јадранско море, на Егејско да искочиме. Треба народите да живеат. Ете, гледаме пример да ни биде една Америка. У Америка кој не народ живее? Швеđани, пуно овакво. Арапи, пуно мексиканци, пуно германци, пуно еден куп народ, ама они се водат као американци. Сите се водат као пасошот Америка и граѓанине на Америка. Ние кај нас така лошо не поделија, што овако, едни влечат кај србите, предходниот овако, не ги сака бугарите, сите народи ги сака. Сите народи ги сака. Трговија имаме со Бугарија 1 милиарда и 200 мислам. Увоз, извоз. И тоа мислам дека е добро. И нека продолжи тој увоз, извоз понатаму, нека достигне оваа година. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Ете, слушнавте што велат гледачите на почеток на ова издание на црвена линија. Време е да слушнеме и што ќе каже новиот гледач, кој што ќе го вклучиме веднаш.
Ако го немаме гледачот, секако ќе преминеме на Твитер заедницата. Јас ве подсетувам 5 линии се активни, значи телефонскиот број е 02-307-0005, што значи веднаш ќе бидете вклучени по исклучувањето на гледачот кој што е пред вас. А кога сме кај Твитер заедницата, еве што издвоивме за денес. Сега ќе можете и вие лично да видите. Еве се случи. Да, па така е со технологијата. За жал, компјутеров покажува црно, но како и да е, ќе се врати во живото, но што е најважно дека сакаме вас да ви имаме во ова издание на Црвена линија и ќе ве потсетам задолжително за следете не само на Facebook, каде што сме како профил Црвена линија, туку и профилот на телевизија Телма и ќе ве потсетам дека темите ги објавуваме таму, што значи дека можете слободно да коментирате, шернувате, лајкнувате, па секако и да развивате дискусија под објавата која што ја поставуваме. Но оно што навистина барам од вас е да бидете дел од големата заедница на Црвена линија на Инстаграм. Тоа значи дека на стори доколку кликнете ќе ве пречекаме со анкетното прашање дали ни се затоплуваат односите со Бугарија. Ваше е да одговорите со да или пак не. Ќе потсетам резултатите, секогаш ги објавуваме таму по рекламите, а она што е најважно е да слушнеме од вас што мислите генерално за односите помеѓу Македонија и Бугарија, со оглед на тоа што и заедно, заеднички го чествувавме празникот Свети Климент Охридски. Меѓу другото, сакаме да слушаме дали според вас можеби бизнисот треба да ја стави историјата во заден план. Како размислувате, ќе слушнеме токму од вас со тоа што ќе вклучиме гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме, да. Да, честит празник и се разбира, сакаме и да слушаме според вас дали сметате дека се затоплуваат односите помеѓу Бугарија и Македонија, дали бизнисот можеби треба да биде во преден план во однос на историјата? Пред све честит празник на цела Македонија. Свети Климент и Охридски. Сакам да ја поздравам цела Македонија и да апелирам да го стоплиме односот со Бугарија, затоа што ние сме една држава, един народ. Многу е важно да бидат односите меѓу Македонија и Бугарија топли, затоа што ние сме една држава. Ова што го прави политика, ова нема смисла и нема резон. Јас сум на тоа мислење. Добра, еве, би сакале да слушнеме од вас дали бизнисот треба да ја стави историјата во заден план? Бизнисот стално е на прв план во Македонија, така да не може да ја стави на заден план. Тоа би било се или имате уште нешто да додадете, бидејќи сепак имате време, уште некои 30 на секунди? Па немам што да додам, тоа е најбитно да ги затоплиме односите, затоа што ние сме една држава, еден народ. Тоа е најважно да знае цела Македонија. Во ред, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Како што гледате, имаме гледачи кои што дури се покуси во однос на излагањето на некои гледачи, што значи користат помалку дури од 90 секунди. Но како и да е, сакаме да ве има, бидејќи сакаме да ве слушнеме како размислувате вие и какви видувања имате токму кога зборуваме за односите помеѓу двете земји, дали сметате дека се затоплуваат. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, дали ме слушате? Да, ве слушаме, вие сте во Црвена линија. Добро. Сега јас имам некој збор само да кажам. Односиве меѓу Македонија и Бугарија да се прекинат. И секаков културен, сите односи да се прекинат со Бугарија. Ако треба и зид да се созидат, со нив не може никако да се нити да се живее, нити да се соработува, затоа што цел бугарски народ е затруен со антимакедонизам. И секој што сака од кај нас да попушта на тие сите бугарски барања е за мене предавник. Никакви односи со нив повеќе да немаме. Затоа што тие ова што го мене ми наличува како ултиматум пред војна. Веројатно тие се спремаат за нешто да влезат овде. Ова така ми личи и никакви односи со Бугарија да се прекинат. И таму овој пред мене што зборуваше дека
Тој може да кажува таму во Бугарија, овде не може да кажува. Дали сме еден народ. Односите и не може чествување. Какво чествување? Во еден ние имаме празник, тие нека си има таму друг. Не се мешаме во нивната работа, нека си гледат во својот двор. Да не гледат во нашиот двор. И со нив се види дека не може да имат никакви односи. И во наредно време, ако некој се смени нешто, а ова... Јас ќе побарам сега од режијата да ве посетам зошто треба да не заследите на Инстаграм, бидејќи тоа сакавме да го направиме, но компјутерот најверојатно не одговори на задачата, но сега е подготвен. Значи на Инстаграм ќе не заследите, Црвена линија сме секако таму и очекуваме да дадете одговор на денешното анкетно прашање, дали ни се затоплуваат односите со Бугарија, да или не. А сега одиме со гледач кој што еве може да ни даде одговор веднаш и на ова анкетно прашање. Добар ден. Ало. Добар ден, секој добро, вие сте во Црвена линија. Добар ден, поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Дали ни се затоплуваат според вас односите помеѓу Бугарија и Македонија? Мислам да. Добро, продолжете, имате 78 секунди. Се јавувам од Битола, Мишевски Благојче. Голем поздрав до битолчани. Исто и ке вас. Јас сум работен во Универзитетот Свети Климен Охридски од Битола. Денес ни е празник. Чествувавте. Како одбележавте? Малку савајле на Канал 5 ме изиритира. Значи го спомнуваат Скопје, го спомнуваат Охрид, а Битола ние сме втор. Универзитет Свети Климен Охридски, може би најстар во Македонија, не беше спомнат никаде. И затоа ево јас да си го спомнам. Вчера имавме прослава, си поминавме така како што треба свечано, се дада дипломи и награди за најдобрите студенти. Ајве, би сакале да ве прашаме, дали ни се затоплуваат според вас односите помеѓу Македонија? Мислам да. Дали бизнисот треба да стои да предводи пред историјата? Бе вака, кратко и јасно, историјата е на историчарите. Благодарам многу, голем поздрав до Битола и секако честит празник за сите оние кои што го одбележуваат денес. Одеме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија, па еве според вас се затоплуваат ли односите помеѓу Македонија и Бугарија? Во никој случај не се затоплуваат и не треба да се затоплуваат. Односите. Добар ден. Ве слушаме, продолжете. Не се Да. Затоа што не сме исти народ и не сме иста држава. Претходниот гледач го кажа пред овој. Како може да бидеме исти народ, кога нити се разбираме со нив, нити се не ги разбирам што зборуваат, а они дали не разбираат, не знам. И тоа што вчера дојда Османи што ги кани, не знам кој му наредува да ги кани, заедно да го славиме Свети Климент Охридски. Тој си е наш празник и толку. Што се занесува тој Османи? А дали сметате дека треба бизнисот да предводи во однос на историјата? Бизнисот си е друго, ова девојко. Бизнис си е бизнис, ова историјата си е наша и не може. Дали тоа би било се? Во ред, благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Сега ќе одиме со нов гледач. Добар ден или веќе комотно можеме да речеме добро вечер? Ало, добар ден. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Па според вас дали се затоплуваат односите помеѓу Македонија и Бугарија? Се влошуваат опасно. И меѓу граѓаните, бугари и бугарскиот народ и македонскиот. Овој договори се приватни договори, пазарење меѓу
Заев од Муртино и Бојко Борисов, а не договори тајни пазарување со целосно за Македоштината, цела Македоштина, тоа го бара и Румен Радов, се треба се откажете. Тоа е значи за осудување кој има суд, правен суд, али сега судовете од САД ќе треба да одговарат и за предатство и за корупција. Сето презадолжување до кредити ги взимаат, они се наградуваат, а на список имат обични плати. Каде одат парите? Сите пари се у нини джепови и прикриват се. Исто, што согласуват со овој исти народ, со вие луѓе са од партијата Петар Коле, Бугарската партија, невладини, платени. Тука се вратат пари многу, да ја поддржуваат граѓанско мислење. Не е случајно. И подпороло Лупчо Радишин. Тоа се се платени луѓе, материалисти. Промени на власта треба да одговарат за како предавници, учесници по емисија. Благодарам многу и вам за јавувањето. Ќе одиме малку кај твитерџиите, кај твитер заедницата и еве ќе стартуваме со твитот на Кичевчанецот. Пишува: нека не е за многу години Свети Климент Охридски, патронот на Македонија. Ако имаме гледач, вам ви даваме предност во ова празнично издание на Црвена линија. Добро вечер, ќе кажам веќе. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден, нека биде така. Па еве, Дали сум во програма? Да, сте во програма и тоа во Црвена линија. Добро, благодарам. Јас сакам да кажам дека односите со Бугарија ни се полоши од било кога. Значи сега не да се затоплуваат полоши, бидејќи порано ако бевме индиферентни, не заинтересирани, сега сите се едноставно иритирани со нивната политика и сметам дека они немаат историја и затоа сакаат наводно заедничко да славиме историја, а после да си ја присвојат само за себе. Инаку да го честитам празникот, сакам Свети Климент денешен, за многу години. За многу години, нека дека со бугарите не можеме да бидеме ист народ, бидејќи јас како дете сум одела таму на море уште со моите родители 60-тите и кога ќе се запознаеше татко ми таму со некој и тоа врвен интелектуалец, у влади работе, а не знам каде, сите викаби ние сме един народ, а татко ми им викаше во далечната 65-та, 6-та, да, вика еден народ сме, сите сме македонци. А они тога и кисело се смееја. Значи они мислат кога викаат еден народ, мислат на бугарски, не мислат на македонски. И затоа мислам дека односите со нив не се лоши и не треба понатаму да се инсистира ни историски комисии, ништо. А еве дали можеби финансиските односи помеѓу земјата треба да бидат во преден план во однос на нема проблем, тоа се приватни компании, може кој со кого сака да се соработува, само да не биде штета на македонскиот народ и држава. Благодарам многу. Ако е тоа се што се вклучивте во Црвена линија, продолжете да не гледате. Време е да слушнеме ново мислење од нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро. Вие сте во Црвена линија. Поздрав. Па еве според вас празникот. Нека е за многу години празникот и еве според вас Вамо пише Македонија и Бугарија го одбележуваат Климент Охридски. Заедно го Климент чествуваат. Охридски кога бил жив немало на картата Б, а не Бугарија да постоела. Мене тоа стварно не ми е јасно. Има ли тамо некој историчар тоа да го каже? Па кај имало карта до 9 век, 10 век на Бугарија? Каде имало? Не постоела Бугарија. Стварно воа ми е страшна работа што прават овие историчари наши, што се отидени таму, седовдуши што зедоа по 100.000 евра. Па не ли им е срам? И ние со бугарите да одбележуваме заедничка. Па оние го тепаа мојот Вујко. Ги тепаа баба ми и дедови која беа тука 41-42. Они од секојаш биле фашисти. И сега ние со фашисти и сега се фашисти. И сега се фашисти во 21 век. Таа Европа им попушта. Во 21 век ти да негираш некоја држава, народ. Стварно не ми е јасно воа што се деше во Македонија. Па кој бугарин сум ја? У Бугарија има роми, турци, срби, молдавци. Кој бугари сме ние што кажуваат тие бугарите? Ни сакам да имам со нив добри односи.
Благодарам и вам за вклучувањето во денешно издание на Црвена линија. Голем е интересот од ваша страна и вклучуваме се, разбира, нов гледач. Добро вечер. Ало. Добро вечер, вие сте во Црвена линија. Добро вечер. Па еве според вас, на кај каде тираат односите помеѓу Македонија и Бугарија? Се затоплуваат ли? Ало, односите помеѓу Бугарија и Македонија тераат кон пропаста Македонија. Не може со бугари да бидеш у добри односи. Сум има многу и идеални односи со бугарите и приватни односи. Тие се еден гаден народ. И најверојатно се вклучи автоматски Црвената линија. Да, значи ве молам, во искажувањето на своите видувања, ставови, внимавајте само на употребата на зборови. Нека не бидат погрдни зборови, навредливи зборови или пак говор на омраза. А секако задолжително кажете го вашиот став. Добро вечер и за новиот гледач. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во Црвена линија. Благодариме. Па еве, како гледате на односите помеѓу двете земји? Рековте, се затоплиле односиве со Бугарија. Дали се затоплуваат? Како гледате вие? Дошле до точка до вриење. Како може да се затоплат односи или да градам добрососедство со некој што ми влегол у двор, што ме тепал, што ме плячкал и што убивал тука, што силувал, и сега ќе градиме добрососедски односи. Ајде да ги градиме, ама они не се извинива. Они биле администратори, тука ние испаднаме фашисти сега понивно. Ние сме биле фашисти. Сме се бореле со фашизмот заедно. А они биле само администратори, записничари. Како ќе градиме ние добрососедство, односи? Ја поима немам, сега не ја крадат историјава. А еве, дали може би бизнисот треба да предводи во однос на историјата според вас? Не може една држава, ако нема историја минато, не може да има ни иднина. Бизнис е бизнис, не се води со историја бизнис. Тоа е уцена. Значи, ја ќе ви дадам увоз-извоз, ама ќе го смените Климент Охридски да биде бугарски. Климент од Варна. Ќе ве молам, нигде го нема ова што се прави вака. Толку имам да кажам, убав ден и пријатно. Секако убав ден и останете со Црвена линија и големо благодарам што се вклучивте. Нов гледач, добро вечер. Добро вечер, Македонија. Па еве, според вас, дали се затоплуваат односите помеѓу Македонија и Бугарија? Меѓу пробугарската власт кај нас и бугарската антимакедонска власт може да се имаат топли односи тие. Но ние како македонци знаеме дека сме македонци и не можеме да се согласиме со профашистичката бугарска политика против Македонија, која во 21 век негира македонци и Македонија. А македонци и Македонија е илјадници години постаро од Бугари и Бугарија. Некој тука кажа праенска бугарофил сигурно дека същи народ, исто како Заев, нели, СДС-овецот така размислуваат, тие пробугарски, и същи народ. Същи народ, да, еден ист народ, една држава, само може да бидеме една држава Македонија со македонци. Оти Бугарија е вештачка творба. Нека отвори тој истиот, нека види Библија во било кој дел од светот, секаде пишува Македонија македонци во таа Библија. Бугарија е вештачка творба. Сега... А еве, дали бизнисот треба да предводи во однос на историјата помеѓу двете бизнес релациите? Своја работа и тој да не биде на македонска штета, но нашиот македонски идентитет е како темел на еден народ, гранка на која седиме и не треба да ја сечиме или да ја предаваме. Ке подсетам внимателно со тајмерот, 90 секунди. Мерете го своето време на излагање и секако благодарам и за овој гледач кој што се вклучи. Одиме повторно на Твитер, оно што извоевме е и твитот на Серберус кој што напиша: Свети Климент Охридски бил бугарин. Така некој не е забетонирал на Википедија. Просветителот Свети Климент Охридски, борец за вистината преку јазикот и образованието.
Секако, еве и овој твит ќе го прочитаме. Свети Климент Охридски се блажено упокоил во 916 година по Христа и Свети Климентовската буква ја превртена латинично ја, по која толку тагуваат македонските бугарофилчиња, во кирилицата ја вовел рускиот цар Петар I и безмалку 8 века подоцна во 1708 година. Вака коментираат за денешниот ден на Твитер, а секако еве може да ни откриете како го одбележавте и вие лично денешниот ден, каде што се чествува Свети Климент Охридски. Ако имаме гледач, ќе вклучиме веднаш гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Да. Македонија и Бугарија никогаш заедно. Да знае Османи дека никогаш не треба да не спојува со бугарите, да славиме наши светци, наши херои и наши што се бориле за Македонија, да славиме заедно со Бугарија, со фашисти да славиме или со балисти да славиме. Како тоа, на шо личи тоа? Кој Османи, кој го полномошти Османи да кажува дека ќе отвара нови бугарски клубове? А еве како го одбележавте вие празникот, Свети Климент Охридски? На црква, како и да го обележиме. На црква. Така? На црква отидеме да запалиме светички, да го потсетиме, заслужува. А министерката стои до Костов и јас го слуша како зборе. Министерката слуша како зборе Костов дека Македонија и македонски јазик дека сме една држава. Па нели е срам, стои до него и никако не реагира. И ќе се правда тони немало бугаризација. Како не е срам? Па она нема и срам, она потпиша многу закони, многу предавнички работи. Министерот за надворешни работи на Бугарија Николај Милков се огради од ваквата изјава на Костадинов. Најверојатно се исклучи гледачката. Секако благодарам и вам што се земавте учество во ова издание. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Како лично еве го одбележавте денешниот празник Свети Климент Охридски? Дали јас се слушам сега? Да, ве слушаме. Од Охрид. Јас бе пред ова, вие ми преđe да го слушате тоа. Ни се јавувате од Охрид? Да, од Охрид. Како се одбележа во Охрид денешниот празник со оглед на тоа дека е патрон на овој град? Во Охрид се одбележа како на поглед. Ало? Продолжете, ве слушаме. Охрид го одбележа празникот како никогаш повеќе од сега. Затоа што овие се прават двата, со Македонија, со Бугарија, со се призиме, нас ни е доста што сме со албанците близки, па нема потреба со бугарите се правиме близки. Или пак и сакат тие што да се поделат Македонија на Албанија и на Бугарија и на крај ние да бидеме се на капата на името. Благодарам за јавувањето. Секако еве ќе ни биде драго да ни откриете како вие лично го одбележавте овој денешен празник, особено ако имаме и гледачи од Охрид, еве да пренесат каква беше денешната атмосфера по повод овој празник. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Дали е намален тонот на телевизорот за да... Ало. Добро вечер, вие сте во црвена линија. Добро вечер. Како го одбележавте денешниот празник? Па, слушај. Ало. Да, ве слушаме, продолжете. Па ние тука, јас од Виничко јавувам многу со тие празници, што ја знам, неки честитат Македонија за тие празници, ама тука тоа е се тоа што е темата со бугарите. Толку е голема омраза кон македонскиот народ од бугарскиот страна, што е немогуче. Ние фактички сме со добри односи со владата, со министрите. Пошто не од некоја странска шпионичка држава добиваат некои големи пари и пристанува се што ќе бугарите кажат до тоа. Друго,
Ние македонците сме сираци, немаме председател на државата, така кажат луѓе овој крај више. Од каде му правото на Бујар Османи да подписува да не продава на бугарите? Зашто сега Бујар Османи нека земе тај цар, фашистата Борис, нека го однесе у Тетово. Па да видиме колку сати ќе стоја тај тамо ката тоа, за тоа. Дали бизнис односите треба да предводат во однос на историјата? Тоа, ако сме пријатели, ако сме луѓе, ќе се работуваме економски, така ли е? Благодарам и вам за јавувањето. Одиме веднаш со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, убав ден. Убав ден. Како го одбележавте денешниот празник? Во домашни услови, ми имаме мала црквичка до нас, запаливме свечи, си посакавме желби убави и така. Меѓутоа сега во однос на ово се јавувам од Охрид, значи ние посебно го сакаме Свети Климент, го чествуваме. Така, тој е ваш патрон на градот. Ако некој друг сака да не го земе, ние немаме против некој да слави, нека слават кои сакаат, меѓутоа значи не може да го присвојуваат бугарите или било кој друг, али да не се лутима ако и тие го слават, го чествуваат, значи секој на свој начин. Овдека во Охрид посебно му се дава значение и се почитува. Меѓутоа, да кажем околу трговија што се. Јас би рекол дека во однос на трговијата не треба да се дискутира, затоа што значи трговијата нема ни брат ни сестра. Значи нема таму ни вера, ни нација, ништо. Трговијата треба да се одвива онака кому како одговара и не треба значи да се прават бариери, да се прават препреки, да некој не може да речеме да тргува и така. Јас мислам дека посебно ние како македонци, ние како да речем православни, и ако од кај нас овдека потекнува да речеме Свети Климент, а во ствари се од тука се и Свети Климент и Наум, што се вика и сите тие просветители и Кирил и така, значи сепак треба да ги чесуваме онака. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, водителке. Одлично ве слушам, тоа ми е најважно. Па и ве како го одбележавте вие лично? Многу убаво, празникот нека не е за многу години. Нека е за многу години. Нашите просветители, значи, и од тука големите учители од Македонија сакаат да ни ги присвојат, така? Ама не можат, колку да сакаат. Што него присвоиме ние Васил Левски или таму тие Аспарук нивни. Не вределе ништо. Значи, што вредат озба така да ни узурпираат. Дали според вас се затоплуваат односите или заладуваат помеѓу двете земји? Односите се со народот немаме проблем. Јас сум, верувајте, се јавам од убавата населба Пинтија. Јас сум по спортот. Значи имаме со спортистите, знаете каква дружба. Тоа е нешто страшно. Политиката не им чини на Бугарија. Ја не знам, еве сега, прошлата, еве сега у сабота бевме у недело у Белград на турнир некој по спортот. Братски сите републики дојдовме да се видиме, значи спортистите, младите се дружеа страшно. Што спортувате? На секој турнир доаѓаат. Спортот значи не зближува. Што спортувате? За кој спорт станува збор? Борење, најтрофениот спорт. Така. А еве, сметате ли дека бизнис односите треба да Бизнисот исто треба да соработуваат, како што се спортистите. Така, благодарам многу за јавувањето. Повторно одиме на Твитер. Еве што издвоивме, секако објавата и на владата на Република Северна Македонија. Владина делегација го одбележа 8 декември со положување цвеќе на споменикот на Свети Климент Охридски. А Филип Јаневски напиша: нека е честити за многу години македонскиот просветител Свети Климент Охридски. Време е да слушнеме нов став од нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, вие сте во црвена линија. Дали се слушаме, вие сте во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, ве слушаме, верувам дека го намаливте. Ние македонски да го прославуваме
за Климент Охридски, за Македонија. Другите, ако го почитуваат, нека го слават, меѓутоа не да го одзимаат и да не уништуваат геноцид, да ни прават, да не уништуваат геноцид, апартеид, таму дискриминација, асимилација. Не, политика не треба да се меша со историја. Фашизмот, они со Хитлер беа и ден денес го почитуваат Хитлер, стрела во каладарци, а нашите комуњари и удбаши стрела во Струмица. И денеска они се гордеат и во фашизмот. Дали според вас се затоплуваат или заладуваат односите помеѓу двете земји? Сака да дојде пак на власт. Разлика. Знаат дека Гоце Делчев рекол, светот го познам како културен надпревар меѓу народите. Културен. Емиратите и евреите ги фрлија оружјето, омразата и живеат сега како во културен надпревар и спорт. Благодарам за јавањето. Ќе потсетам дека зборуваме денес дали бизнисот треба да ја стави историјата во втор план и дали ни се затоплуваат односите со Бугарија. Да видиме што ќе каже новиот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Јас ќе потсетам дека имаме активни 5 линии на нашиот телефонски број 0230700005 и дали се слушаме со гледачот. Добро вечер. Добро вечер или добар ден. Убав ден, еве како го одбележавте овој убав празничен ден? Јас сум на линија, така? Да, и како го одбележавте еве денес празникот? Нека не е среќен празникот голем. Нека е среќен. За многу години. Меѓутоа имате една голема замерка. Каква врска има Бугарија со Свети Климент Охридски? Имате ли вие појма? Ние не велиме дека има, туку велиме дека за прв пат чествувавме како две земји и го одбележаа празникот заедничко чествување. Дали сметате дека ни се затоплуваат или заладуваат односите? За тоа зборуваме. Се исклучи. Добро, одиме сега со реклами, а потоа знаете, следуваат и резултатите од анкетата. По рекламите повторно со црвена линија, во ова денешно празнично издание, време е да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм денешната анкета. На прашањето дали ни се затоплуваат односите со Бугарија, со да одговорија 20%, со не 80%. И, драги мои, тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секако верувам дека денес го одбележавте празнично големиот ден, а тоа е Свети Климент Охридски. И секако ќе ве препуштам сега на програмата на телевизија. Останете со оваа програма, а јас и вие повторно ќе бидеме заедно во нашиот термин и секако ќе бидете директно вклучени и верувам ќе учествувате во голем број како и денес на новата тема. Довидување од мене.